ситуација не се случише, да прескокнеме повеќе години од нашиот развој во едно нормално време, да застанеме на нозе и да изградиме нашата држава еден реален субјект и една реална нова демократска сила во центарот на Балкан. Токму заради тоа, јас го верувам, дека времето на песимизмот, сврзан со војната криза на Косово, е за нас. Пред нас е времето на оптимизмот и да ја вклучиме целата наша умешност и способност како оваа кризна ситуација да ја претвориме во една победа на Република Македонија, во една победа на новата влада на Република Македонија и верувам дека сите ние заеднички ќе можеме да излеземе веќе на председателските избори во септември со една позитивна страница, со едно огромно искушение завршено од нас и со многу бенефиции после завршувањето на оваа војна криза. Едноставно, тешките времења се токму заради тоа. Цврстите и силните да се покажат дека знаат стабилноста и контролата да ја има комплетно во своите раце. Оваа влада во минатите 50 дена го докажува тоа и верувам дека ако оваа тешко време го поминеме со што помалку лузни, перспективите на Република Македонија се во рацете на Унијата на малите сили на ВМР и нашите коалициони партнери. Благодарам. Благодарам на председателот на ВМР за својот говор. И со ова вие споиле втората точка поздравни говори и би преминале на третата точка извештај за работата на Унијата на млади сили во периодот од една година наназад. Во таа точка ќе поднесам извештај пред делегатите. Почитувам председателе и премиер на владата на Република Македонија, почитувани дами и господа представници на владата и представници на Собранието на Република Македонија, почитувани делегати и членови на Централниот комитет на Унијата на млади сили на ВМР, почитувани гости. Сеќавате ли на сомиштата што ги имавме да имаме годишна конференција како победнички подмовок? Согласно деловникот за работа на Унијата на млади сили на ВМР, член 32, став 1, конференцијата усвоила годишен извештај за работата кој треба да го поднесам. Ова извештај за годината во која сите ние се радувавме на изборната победа и формирањето на она што долго го очекувавме, а на минатата годишна конференција го ведивме ВМРовска влада, дами и господа. Сепак на почетокот дозволете ми да направам мала ретроспектива, мало подсетување на нашиот растеж до оваа година, која што ги менува од корен нашите предизвици и наметнува потрага по нова филозофија. Не случајна е потребата за мало подсетување, бидејќи некои моменти треба да останат во нашите сеќавања. Особено за тоа како подмалокот на ВМР растеше, собираше потенцијал и на крајот излезе целосно подготвен да одговори на сите предизвици, а посебно на предизвикот наречен избори. Но не само тоа, туку и да победи на тие избори. Еден од моментите кој особено не повикува на незаборав е првата годишна конференција што Унијата на млади сили на ВМР имаше како подмодок со изградена организацијска шема и оформена деловничка рамка, токму, предпоставам сигурно се сеќавате добар дел од вас тука во оваа сала, со околу 100 делегати. Тоа биле времења кога учевме како треба се воспостави една организација, како треба целата таа енергија што ја носи една несомнено посебна генерација на млади луѓе да се канализира
затегнато наследено тоталитарно минато се промени. Од тогаш брзо и силно се разбивме во полорок за респект. Битно е што влегувањето во организацијата, тоа сакаме да го истакнеме, во целиот овој период не значеше и губење на физиономијата, односно организацијско обезличување на поединецот, туку беше можност силен и отличен печат на сите учесници да ја креира физиономијата на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Како и да е, на наша лична гордост и радост гледавме како расне и се развива нешто што го имаме во гените, во секаквото наше наследство во македонштината. Од тука, градското собрание, па се до универзалната сала, 10 пати поголема, растеше овој подмалок и силата на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. А таму, на минутогодишната конференција, што е особено значено, беше и отворањето на изборната кампања на нашата партија и истата неколку месеци порано го најави оно што беше неминовно. Промена на власта и победа на ВМРО-ДПМН на изборите. И да знаете, почитувани дами и господа, не случајно нашата партија, походот кон таа победа, го отпочна токму од нашата годишна конференција. Бидејќи ние во меѓувреме работевме и се градевме и покажавме дека ќе бидеме еден од главните столбови на таа победа. За да не докажавме дека довербата на премиерот ја заслуживме. Овие млади луѓе, присутни денес како делегати, заедно со нивните општински комитети, успеа со своите идеи, визии, напорна работа да го направат од главата на ВМРО-ДПМН водечка сила на младите луѓе во Македонија. Сила која на секој начин ги поставуваше и ги поставува стандардите за секое идно организирање на младите во Македонија. Како на делегати, морам да ви посочам и конкретни активности. Вие знаете дека за минатогодишните избори беше оформен Републички изборен штаб на ВМРО-ДПМН, во кој добар дел од значајните активности ги водат членови на извршниот комитет на Унијата на млади сили. Да споменам само акцијата "Излези да гласаш", координацијата на волонтерите и наблюдувачите, анализата на медиумите, трибините, постојаната комуникација со членовите и симпатизерите и уште многу други активности. Едноставно, бевме секаде каде што тоа партијата од нас го бараше. Како резултат на тоа, веќе денеска можеме да зборуваме за конкретни работи кои ги ветивме, а ги исполнивме. Можеби најголемо од нив, кој што буди многу големо задоволство. Секако е формирањето на Министерството за млади и спорт, што беше далеку од реалноста во минатиот режим, а е голема битна наша огледала. Свеста дека младите се соочуваат со големи проблеми на сите полиња од нивната живеачка. Низ годините што поминуваат, само ја застастуваше нашата определба дека такво министерство или владин орган треба да биде формиран. Тоа и го запишавме мината година во нашата младинска политика. Знаете, ние не инсистиравме да направиме нешто за по секоја цена да се закитиме со титули. Затоа и во сите документи на подмалокот стоеше дека ќе се инсистира на орган, без разлика како тој ќе биде и како ќе се нарече. Но огромното разбирање од постарите колеги и председателот на партијата, господин Љупчо Георгиевски, стори да ние денеска го имаме најдоброто можно решение, Министерство за млади и спорт. Јас сум благодарен за тоа.